Скопје светна за 3 дена. Нов аларм на белгиското небо. Повторно летаат дронови. Расте бројот на жртви од невремето што ги погоди Филипините. Започнуваат вести на Слободен печат. Еве што има ново. Со болка што не стивнува и со солзи во очите. Родителите на младите кои трагично ги загубија животите во пожарот во дискотеката Пулс најавија голем граѓански марш во Скопје. Настанот е закажан за 15 ноември во 12:05 часот, 4 дена пред да започне првото судење за случајот. Маршот ќе тргне од плоштад Македонија, ќе мине пред собранието, а ќе заврши пред основниот кривичен суд. Таму родителите ќе побараат институциите конечно да преземаат одговорност и да обезбедат правда за нивните деца. Тие потсетуваат дека во изминатите месеци организирале повеќе од 30 маршеви во Кочани, но велат дека тоа не било доволно за да ги разбуди институциите. По 3-дневната акција за чистење на главниот град, во која беа собрани околу 4500 тони отпад, градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, најави дека фирмите ќе добијат своји посебни контејнери за фрлање отпад. Целта е да се спречи натрупување на садовите наменети за домакинствата и да се подобри редот во одлагање на ѓубрето. Акцијата за чистење е успешно завршена, но забележавме сериозен проблем. Фирмите го полнат отпадот во контејнерите за домакинства, изјави Ѓорѓиевски. Во акцијата за чистење на Скопје за 72 часа се собрани повеќе од 4500 тони отпад. Во акцијата учествуваа над 2500 работници од јавните претпријатија, општествено одговорни компании, а помош пристигна и од другите општини во земјава. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски рече оти во акцијата биле изречени над 40 казни и 70 опомени за физички и правни лица и најави оти такви санкции ќе следуваат и за секој што во иднина ќе го одлага отпадот на несоодветен начин. Институтот за македонски јазик Крстен Бисерков Скопје ги организира 10-тите отворени денови од денеска до 14 ноември. Свеченото отворање на манифестацијата ќе се одржи денеска, со што воедно ќе биде одбележан и Светскиот ден на науката 10 ноември. Како што соопшти институтот, оваа година на отворените денови ќе бидат одбележани јубилејните 80 години македонска азбука и македонски правопис, како и неколку годишнини од раѓања на неколку македонски лингвисти. Отворените денови ќе завршат в петок, 14 ноември, со тркалезна маса со наставници по македонски јазик од училиштата во Кавадарци. На тркалезната маса ќе се дискутира за правописот на македонскиот јазик. Откупот на оризот со низа проблеми. Освен доцнењето на жетвата и ниската откупна цена, и годинава оризот од азиските земји се меша со домашниот и се продава како кочански. Оризопроизводителите бараат поголема контрола од страна на инспекцијските органи за да се заштити брендот кочански ориз, како и повисока откупна цена за да имаат исплатливост на производството. Поради задоцнетата седба годинава, тие стравуваат дека дел од оризот нема да се ожнее и ќе остане на полињата. Храбра прилепчанка си го ризикуваше животот за да спаси заглавено кученце во распадната куќа. Ангела Конева од Прилеп сосема случајно се најде во ситуација што многумина би ја одминале без да реагираат. Додека минувала низ центарот на градот, забележала мало кученце заглавено во стара распадната куќа спроти Центарот за култура Марко Цепенков. Без многу размислување се качила по нестабилниот зид и ризикувајќи да се повреди, успеала да го спаси. Со внимателни движења и многу трпение, Ангела го спуштила кученцето на безбедно место, а потоа го зела со себе за да му помогне. Кученцето е згрижено. Македонија е побезбедна откако го смени името и влезе во НАТО, вели поранешниот претседател Стево Пендаровски. Тој ова го кажа во рамките на Институтот за геополитика, економија и безбедност во Сараево на тема Нова геополитичка парадигма, место на Балканот во Европа што се менува. Во своето излагање Пендаровски направи краток академски осврт на политичкиот систем на поранешна Југославија, со цел да направи споредба со денешната политичка култура на Балканот.
Курти ненајавено влегол во кафуле во Митровица и настанал хаос. Посетата на косовскиот премиер Албин Курти на Јужна Митровица вчера помина со тензии, откако беше променета првичната локација каде требаше да се направи кратка пауза. Курти планирал да се одмори во едно кафуле во населбата Тавник, каде што имало поддржувачи и на Демократската партија на Косово и на движењето Самоопределување. Но пред неговото пристигнување, телохранителите влегле во објектот и ситуацијата станала напната. Откако ја напуштил првичната локација, Курти се упатил во друг бар, каде бил пречекан од кандидатот за градоначалник на Митровица, од редовите на ЛВВ и од пратеникот на Самоопределување. Новинарите го прашале премиерот за причината за неговата ненадена посета на Јужна Митровица, но тој не дал изјава. Турција се обидува да обезбеди безбеден премин за околу 200 цивили заробени во тунелите во Газа, по успешната мисија за враќање на посмртните останки на израелскиот војник кој загинал во 2014 година. Турција минатиот месец беше потписничка на договорот за прекин на огнот помеѓу Израел и Хамас, кој беше поддржан од американскиот претседател Доналд Трамп. Американскиот Сенат усвои договор кој отвора пат за завршување на најдолгата блокада на владата во историјата на САД, откако тој беше поддржан и од неколкумина опозицијски сенатори. По преговорите кои се одржуваа викендов, 7 демократски сенатори и 1 независен им се придружија на републиканците и го изгласаа договорот. Гласањето е процедурален прв чекор кон постигнување компромис за финансирање на владата, која остана без пари на 1 октомври. Блокадата погоди најразлични сектори, како авиосообраќај и прехранбени бенефиции за 41 милион американци со ниски приходи. Супер тајфунот Фунгвонг ја погоди северната област на Филипините, предизвикувајќи разорни ветрови и обилни дождови. Според властите, 2 лица загинаа, а повеќе од 1 милион жители беа евакуирани на безбедни локации. Ова е 21-виот тајфун што ја погоди оваа земја годинава, која што се уште се опоравува од тајфунот Каламаеги, во кој загинаа 224 лица на Филипините и 5 во Виетнам. Неколку аеродроми, меѓу кои и Сангли во близина на главниот град Манила и Бикол на југот, беа затворени. Се очекува тајфунот да ослабне. А кој е милиардерот кој живее скромно, но на работа оди само со авион? Извршниот директор на Тесла, Елон Маск, е еден од најбогатите луѓе во светот веќе неколку години. И покрај ова, Маск често нагласува дека води во голема мера негламурозен живот. Тој рече во 2021 година дека живее во куќа во Тексас вредна $50,000. Неговата поранешна партнерка Грајмс, со која има 2 деца, изјави за Vanity Fair во 2022 година дека не живее екстравагантен живот пол со прекумерен луксус, како што многумина претпоставуваат. Иако неговиот секојдневен животен простор можеби не е толку раскошен како што би се очекувало. Тој е познат по својата љубов кон уникатни автомобили, вклучувајќи еден што може да се претвори во подморница. Тој е исто така сопственик на колекција приватни авиони вредни неколку милиони долари. Ова е последната информација во вестите на Слободен печат за денеска. Повеќе информации ќе побарате на нашиот сајт. Благодарам на вниманието и на довербата.